Со 461 глас за, 121 против и 107 воздржани, Европскиот парламент го усвои извештајот за Македонија без формулациите македонски јазик и македонски идентитет. Бугарија успеа во својата мисија во срцето на Европа да го оспори нашиот национален идентитет, а најголем дел од европратениците го дозволија тоа. Амандманот со кој се избриша реченицата "целосно почитувајќи го македонскиот јазик и идентитет" беше усвоен, додека пак амандманот на бугарите пред формулацијата македонски јазик да стои привремен беше одбиен. Известувачот за земјава во Европскиот парламент, австрискиот европратеник Томас Вајц, по гласањето изјави дека некои бугарски европратеници го киднапирале извештајот за домашни политички цели. Како известувач неуморно работев за добро избалансиран и непристрасен извештај за демократскиот напредок на оваа земја. За жал, некои бугарски европратеници го искористија извештајот за домашни цели. На гласањето во Европскиот парламент му претходеше жестока и бурна дебата, контроверзни настапи на грчки и бугарски европратеници, поддршка од Словенија, Романија, Австрија, Холандија. Бугарите очекувано го негираа македонскиот идентитет и постоењето на македонската нација. Вметнувањето на бугарите во сите релевантни делови од уставот, почитување на договорот со Бугарија од 2017-та и преговарачката рамка, нема да го нарушат вашиот идентитет. Секое пролонгирање на реформите за членство ќе го направи токму тоа. Грчката европратеничка Афродити Латинополи порача дека била вистинска горда македонка за разлика од, како што рече, лажните жители на Скопје. Денеска јас ќе говорам како македонка, бидејќи сум горда македонка, вистинска, не лажна како резидентите во Скопје. Тие се срамат да кажат она што се. Дојдовме до точка каде честа на Македонија и Грција ја бранат бугарите. Нивната реакција е коректна, бидејќи тие знаат дека моменталниот јазик во Скопје е бугарски дијалект. Највпечатлив беше настапот на Ирена Јовева, европратеничка од Словенија со македонско потекло. Одговорницата на Европскиот парламент директно им се обрати на бугарските колеги на македонски јазик. За да постои на македонскиот народ не му треба ваша дозвола, но на вас да го признаете тоа ви треба честност, интегритет и храброст. Знам. Чеправ ме таа дел беседила у поручилу seveda не моти, подпирам га и не бом гласовала за негов избрис, морам кљуб тему biti фер in македонскому народу споручити, вем да боли, мене осебно туди, ампак не пристајајте на наратив политике ki bo govoril da vam je Evropski parlament s tem oduzel identiteto ali jezik, ker ni res. Tistim, ki govorite ravno to, ker se želite vse razen pravičnosti, pa sporočam, makedonski jezik je autentičen, vaši poskusi so moderna fikcija. Меѓу европратениците кои упатија силна поддршка беа и Матеј Тонин од Словенија, Тис Ройтен од Холандија, Андреас Шидер од Австрија. Иако доаѓаат од различни политички групи, ставот им беше ист. Порачаа дека напорите и реформите на земјава мора да бидат признати, а патот кон членството да биде заснован на заслуги. Тие се согласија дека билатералните прашања како спорот со Бугарија не треба да бидат пречка за процесот и дека македонскиот јазик и идентитет се реалност што треба да се почитува.